Здраво! Денес имаме Toyota Corolla. Новата Corolla. Има еден интересен факт за Corolla. Таа е најпродаваниот модел на сите времења во светот. И всушност на некои 27 секунди се продава по една Corolla во светот. Тоа е ненормално. Браво за Toyota и браво за Corolla. Секоја чест. Зошто не е продаваната, тоа ќе оставам на вас, вие да одлучите. Сега битното, што со новата Corolla. Искрено ми се допаѓа, бидејќи изгледа агресивно. Подсетува малку на Toyota Camry, тоа е неговиот поголем брат, што многу наскоро ќе го имаме на те, затоа следете не, направете subscribe. Другото ќе го оставам, повторно ќе кажам на вас, мене многу ми се допаѓа тоа што Corolla изгледа како нормален седан, односно не е преголем како што се случува кај другите брендови да бидат преголеми, премасивни и да веќе да се губат класите во кои што првично биле. Тука ми се допаѓа што изгледа нормално, пак ќе кажам, не е преголемо, а повторно има доволно простор и за патниците и за багажник. Колку е са багажникот ќе прашате? Багажникот нуди 472 литри багажен капацитет, што е супер, се пред да го отворам. Имав јас лично проблем, не може да го најдам копчето каде, бидејќи обично нели сите одиме тука, но тука е поставена паркинг камерата и погоре подоли искрено не може да најдам. Се дур не открив дека тука десно има едно копче, што повторно не можам да го најдам, ево го, и се отвара лесно багажникот. Добро. Имате убава отвореност, што е широко, можете лесно да поставите било каков товар. Внатре имате доволно простор за тортинетот пред се, но и многу повеќе од тоа, бидејќи 472 литри се доволно голем простор за да поставите багаж за целото семејство, за сите пријатели, за било што и да ви треба. Се спуштаат седиштата, но тоа мора да го направите од внатре. Тука под оваа даска имате сет за репарација, но исто така и резервно тркало доздолу имате, што е кул и искрено не очекував. И имате нормално куки и закачалки, што е супер. Нема приклучок за струја, за жал, како семено возило можеби се потребни, но поентата беше дека има одличен простор за багаж и покрај тоа што рековме дека изгледа како нормален седан. Сега, што се случува внатре? Ајде да видиме. Сега внатре, како што можете да видите, имам повеќе од доволно простор за нозете. Ако не заборавате дека ова предно седиште наместено според мојата возачка положба и гледате колку повторно имам простор за нозете, што е супер. Имам простори за главата, доволно, искрено се чувствува доста удобно тука позади, седиштата се убави за седење и за подолги дестинации. На средниот дел, како што можете видите, има доста низок тунел, не е широк, што е супер. Кога ќе седнете тука имате простор да ги ставите нозете од страна и да има простори за другите патници, но исто така можам да ги ставам и нозете тука горе и да си има уште поудобна положба за седење за останатите двајца патника, што е супер. Сега има односно немате наслон за рака, имате лесно достапни ISOFIX куки со вадење на овие пластики, што искрено малку ми пречи, бидејќи лесно може да се изгубат. Вакво нешто се случува во Ауди и таму го давам исто како критика. Тука доле нема USB портови, само отвори од вентилацијата. За жал, потребни се за деца искрено или за пријатели, зависи кој ќе возите позади. Имате една остава тука односно позади сувозачкото седиште и многу мала остава кај вратите. Тоа е со удобноста тука. Каква е удобноста напред? Ајде, одиме да видиме, ја полека да не се искршам. Сега тука напред. Вау, ова искрено не го очекував, бидејќи како што кажав, надвор изгледа како е нормален седан, како порано што ги имавме и повторно имавме доволно простор. Океј, не дека е малко, како што видовте, позади има доволно простор, багажникот е огромен, но и тука е многу удобно. Имам доволно простор за мене, за совозачот има одличен простор исто така. Сега,
во поглед на дизајнот. Ми се допаѓа тоа што Toyota се трудат да изгледаат европски и тоа го видовме со RAV4, со CHR-от, сега го гледаме и со Королата. Искористени се многу квалитетни меки материјали низ целиот интериер. Имате дигитален дисплеј, што е исто така многу добро. Интересно е тоа што е дигитален, современ, ги следи сите трендови, но изгледа како предходните модели на Corolla и на Toyota. Имате интересен, да кажам, момент кој што се сеќаваат на, односно ги следат старите генерации. Тука имате 7-инчен екран од инфозабавниот систем. Овој ист екран сме го виделе и во RAV4 и CHR-от. Можете да ги погледнете видеата во овој банер тука што ви излегува сега. Системот е окей, респонзивен, лесен за функционирање, лесен за навикнување. Една критика само ќе дадам, а тоа е на сликата од паркинг камерата, која што може да биде за нијанса подобра, но ви брка работа и немам тука друга критика. Сега за останатиот дел, тука имате една остава за телефонот, која што можете да користите на два начини. Можете да го оставите легнат или да го поставите, сега ќе ви покажам. Вака за брзо, кога треба да го ставите или земете телефонот, ви стои тука и навистина е практично. Ми се допаѓа што има USB порт тука, неприметлив е, и кога ќе го поставите USB кабелот, навистина не пречи на било што од страна, а сум приметил кај другите брендови да пречат каблите. Имате греачи на седишта, што е кул, имате две остави за шишење, имате една мала остава за под наслонот за раката, каде што имате уште еден USB порт и приклучок за струја на 12 волти. Остави во вратата и тоа е тоа. И пред да почнеме да возиме, една критика уште една ќе дадам, а тоа е кога ќе отворите или затворите врата, особено на тесни простори, каде што треба да ја придржите вратата, а малце потешко да фаќате на овој дел тука, потребен ви уште еден отвор тука на овој заден дел од вратата. Искрено ми е потребен во многу ситуации, бидејќи во Скопје знаете колку тесно се паркираат сите автомобили, така да ми е потребно само за тој момент. Всушност не треба да излегам, треба да почнеме да возиме. Ајде. Corolla ја сватив, односно добив едно доживување за неа како за мое лично возило, почнав да се грижам за неа, да ме интересира секоја гремнатинка ако не да Боже искочи, да внимавам на секоја дупка како поминувам, да се перам често на секој втор ден, не дека не се грижам и за другите автомобили, да не се разбереме погрешно, и другите автомобили кои ги земаме на те се грижиме, но едноставно тука си ја сватив како мое лично возило, бидејќи некако така се врзавме. Од причина прво што има многу добри возни карактеристики, големината ми одговара на вистина, но ми дава едно чувство како да има некоја конекција меѓу возачот и самиот автомобил. Не е вау, не е совршено, како што кажав, има одредени критики што ги спомнав и стоам за тоа. Би сакал да бидат тие работи да ги има или да се подобрени, но едноставно се врзав и тоа е клучниот момент зошто Corolla мислам дека е најпродавана, но пак ќе кажам, тоа го оставам на вас. Клучниот момент за оваа нова Corolla е тоа што доаѓа со нов мотор, тоа е 1,5 3 цилиндра, турбо бензинет со 125 конски сили. Да, 3 цилиндра и нема зашто леле и сега се фаќаме за глава. Ова е замена за 1,6 претходниот мотор што се нудеше со Corolla и е многу подобра опција, бидејќи имате перформанси кои што се сосема солидни, добро забрзување, се постигнуваат високи брзини, многу лесно, едноставно, нема тромавост, нема дупки при забрзувањето, нема вибрации, да се чувствува еден звук кој што е специфичен за 3 цилиндри, но тоа воопшто не е пречи, има добра изолација и покрај сето тоа има многу добра потрошувачка. Тоа е најклучното. Добри перформанси,
и добра потрошувачка. Всушност потрошувачката на отворено мене лично ми падна некаде кон 5,9. Може да се спушти, верувам, и многу пониско од тоа. Во урбани средини се движи, еве во моментов тука покажа 6,1. Може да се качи до 6,3, 6,4, но тоа воопшто не е толку многу битно, бидејќи потрошувачкава главната цифра од 6,5 лева, да кажеме, литри максимум е одлична за урбани средини, за еден волкав седан, за автомобил со вакви перформанси, е стварно интересна потрошувачка, односно многу добра. И затоа тоа е клучниот момент што оваа Корола ќе помогне или да биде повторно најпродаваната, или дополнително и значително ги зголеми тие цифри од над 40 милиони продадени Короли до сега. Што се однесува до другите возни карактеристики, морам да потенцирам дека станува збор за многу ниско возило, кое што малку ме потсеќа на Корола и Honda Civic од 90-тите години. Тоа не го кажам како негативна работа, баш напротив, како позитивна работа, бидејќи таму ми беше интересно што се седи доста ниско, самиот автомобил постана многу ниско од земја и го добивате малку на спортско чувство, што е супер. Ке треба да внимавате на одредени повисоки тротоари низ нашиве градови, но не е некој голем проблем, искрено. Имате многу добро управување, имате добра контрола над самото возило, бидејќи имате доста прецизен и лесен волан. Мислам дека тука го имам најдобриот менувач кој што до сега сме го имале на тест. Станува збор за 6 степен мануелен менувач, не толку многу лесен, краток, прецизен. Обично за Honda кажуваме дека имаат најдобар менувач, но ова е подобро од било која Honda што сум ја возел. Искрено, најдобриот мануелен менувач до сега што сме го имале на тест. Иако е седан, малку е по-долг, нели, од хетчбек верзијата, сепак се чувствува многу добар баланс на тежина, особено во кривини. Не се чувствува клатење, плюс седиштата се многу удобни и ве држат доста цврсто во кривините, така да во тој аспект ќе немате буквално никаков проблем, без разлика дали сте поголеми ентузијасти за возење или сте еден нормален возач кој што не ги приметува толку многу тие работи, гледа само да има добро и практично возило. Од секој аспект ќе имате навистина многу добра вожња. И третиот момент околу вожњава е нешто што не очекував, а тоа е многу е мека оваа Корола. Не ги чувствувате, ама буквално не ги чувствувате никакви вибрации, ниту дупки од патиштава, и искрено го сакам тоа, бидејќи за една нормална вожња не сакате да имате претврд автомобил кој што ќе ви ги пренесува сите дупки, едноставно сакате да е цврст, но сите дупки, целиот пат да го правите меко, што е супер и тоа го има. Во поглед на опременоста, ова е екзекутив ниво на опременост, што чини 19.490 евра во моментов промо цена. И во поглед на безбедносните системи добивате адаптивен темпомат, што е супер практично, систем за задржување на автомобилот во лента, автоматска кочница и автоматски светла, што е супер практично. Исто така имате паркинг камера, овој 8-инчен екран, грејачи на седишта напред, што е супер. Тоа би го извел како едно од по-клучните работи кои што ви се потребни во 21 век и 2021 година. Ова беше новата Корола. Јас тука негде ќе се одјавам. Следете не, направете сабскрайб и се гледаме наредна недела. Чао!